Миновски, Гоце Делчев вели бугарски или македонски револуционер, Даме Груев. Небулозни тврдња кои што овде барем кај нас се доживуваат така. А видите вак, има и можем да имаме да се има разбира зашто е тоа така. Јас претходно спомнав историските околности во кои сме се нашле ние со бугарите. А тоа е во време на османлиското владење во Македонија како и во Бугарија. Додека другите држави, Грција и Србија, порано создадоа своји држави, ние останавме подолгорочно така, подолго време заедно во една таква држава каква што беше. И се разбере дека тука е и поголемата беше блискост. Меѓутоа што е проблем не на Каракачанов, туку воопшто на бугарите, бугарската наука и политика. Ако се извади се што на македонско во бугарската историја, во бугарската политика, во бугарската наука, многу малку останува. Тоа е проблемот, тоа е комплексот бугарски, македонскиот комплекс за бугарите. И затоа поаѓаат под онаа другото. Ако е така, тогаш се присвои целото историско минато наше и дури вклучувајќи она што вие спомнавте, негирањето на нацијата, на нашето сопствено автентично историско минато, присвојување на личностите. Апсурд да се присвојуваат личности против кои што бугарската држава војувала, така условно речем. Јас имам огромен број документи од бугарските архиви, и тоа од, така речеме, царскиот архив, каде што такво жестоко е прогонување, следење од службите на Бугарија против Јане Сандански, јас не знам таков случај да има на друго место и за друга личност. Според тоа, ако бил македонски, ако бил бугарин од Македонија, тогаш не се работи за, да рече, политички опозиционер. Јане Сандански немал никаква учество нити врска со било бугарско движење или политика, зборуваме како пример. Тука е најекспониран македонски револуционер, меѓутоа Каракачанов говори дека е тој од меѓу големите бугари во бугарската историја. И се чуди зашто има споменици, да речеме, на Гоце Делчев, на Даме Груев, дека сите се тие бугари. Тоа е апсурд со кој што навистина здравиот разум тоа не може да го прифати. И од тука е можеби ваквиот однос за кој што зборуваше господинот Перев, анимозитетот. Не е тоа ништо случајно. И затоа се додека така се третира историското минато, така агресивно сега од сегашни политички интереси се настапува во Бугарија, без оглед кој, тогаш вака ќе не се случува. Дали се загрижен, дали е загрижен, дали се загрижен, зашто се врши постојана тензија, притисак врз Македонија. Сега се повторува, сега имаме паралелно заживување, така речеме, притисакот врз Македонија од Бугарија, како што тоа го врши Грција. И јас ти спомнам, тука имате во книгата, не случајно еден стратегиско партнерство договорија подпиша Бугарија и Грција, точно 91 во време на осамостојањето на Македонија. И не е случајно сега, не ја користи бугарската политика, бугарската држава, ова тешка состојба во која се најдува, нели, Македонија во спорот со Грција и заради општата состојба со прашањето на името, за и тие поставуваат услови, а главни двигатели на тоа се токму Каракачанов и другите условно така самонаречени македонски бугари. И зошто толку се грижат тие за состојбите во Македонија и за Македонија, а не за состојбите во Бугарија? Оти зборуваме, тој зборува, ја го слушам, нели, во ова сега искажување дека каква состојбата во дел од Македонија, таму каде што е мнозинско албанско население. Но каква е состојба во Бугарија каде што има мнозинско бугарско, турско население? Таму каде што огромниот број, преку 1.500.000, кај што имаме роми во Бугарија. И ако ги земе, како што тој вели, 2 милиона бугари, македонски бугари, односно македонци, тогаш што останува со Бугарија? Значи и таа има проблеми со себе си. Добри, и Бугарија и Грција не дозволуваат постоење на национално малцинство. Зошто не дозволува? Се разбира. И Бугарија и Грција држат територија од Македонија, или владеат територија од Македонија. И те и другите не признаваат постоење на македонско национално малцинство, постоење на македонци, па дури во македонската држава. Тоа е заедничкиот интерес на едната и на другата држава.
И нормално дека ние ќе имаме проблем во вакви случаи, во ваква констелација на односи. Предлагам сега повторно да отидеме во Само и да ве Софија. спомена, вие рековте тој вели не знае колку се македонци. Јас ви оставив во таа книга, ви забележав, каде што нивната наука и политика тврдат колку се бугарите во странство. Клучувајќи ги милиони колку се таму, нели, македонци кои што се прогласуваат за бугари. Дека во Југославија има околу 300.000 бугари, дека во Хрватска има 80.000 и така натаму. Да, во Словенија Тоа е 10.000. ненормална ситуација, сето тие Во Албанија да ги преименуваат во бугари. Пред да го пуштите да